Имам соработници кои по извесен период светлината што доаѓа од Господ Исус Христос, значи светлина на светот, распламтен дух на љубовта, почнува да ги осветлува и ги соблазнува. И се јавува револт, гнев, омраза, бес избувнуваат. И тоа е внатре во нив и посилно е. И тој одеднашка сака да ја одземе светлината, да ти ја одземе, да ја украде и да ја представи дека е негова светлината. Знаете, пробајте еве сончева светлина, заграбете од дланките, дали можете да ја откраднете и да си ја ставите во срцето. Не, само ако вистински Исус живее во вашето срце, вие тогаш имате светлина, тогаш сте одвнатре осветлени, тогаш вие сте светлина на светот. И тој сега сака да ја одграбне светлината, го плаши, го осветлува, секој што прави зло, ја мрази светлината, не оди кон светлината за да не се видат неговите дела, оти се лукави, оти се од таткото на лагата, од сатаната, од лукавиот. Нељубов, љубомора, гнев, амбиции, желби, своји мисли, своја волја, Вавилонец да се искачи највисоко. Ете тоа е тоа. А секој што прави вистина, што оди со вистината, со Исус, со светлината, тој оди кон светлината за да се видат неговите дела, оти се по Бога извршени. И тука е тој судир дека тие преминаа од темнина во неговата чудесна светлина и виде Бог дека светлината е добра и ја оддели Бог таткото светлината од темнината. И вие треба вистински да бидете светлина на светот. Не можете да ја откраднете светлината од другиот. Туги знаења, туги желби ги прикажуваш како своји. Туку треба да се препуштите, да дозволите во вашето срце, да му ги дадете клучевите на Господ Исус Христос, да ве осветли одвнатре во водна бања на Словото и вистински да бидете светлина на светот. Значи, пробајте уште еднашка со дланките да откраднеш светлината од сонцето и да си ја ставиш во срцето. Не оди тоа така физички. Тоа е духовен процес на откажување од стариот паднат грешен човек, да се покаеш, да се понизиш, да признаеш, да кажеш татко, погрешив пред тебе и пред небото, се покајувам за секој грев, со срцето да разбере, да се покае, да биде исцелен во свет целив, светлина на светот, значи свето слово, светлина, осветен од свет ветов, изветвен да станеш светец. Свет, бидете свети, од јас сум свет, како што вели Господ Исус Христос. Мир вам до царството небесно за секогаш Исус. Во секого Исус, во секое срце Исус. Барајте го најнапред царството Божјо и секој ви се придодаде. Ете, тоа е таа внатрешна светлина. Желба да се вратиш во твојата вистинска духовна фотонска, малата честичка, вистинска љубов на Исусова природа. Амин до царството Божјо.